Неодамна од печат излезе најновиот 5-ти роман Ветрилиште на Игор Ангелков, кој досега објавил многубројни раскази, романи, филмска есеистика, а какво е делото со кое што авторот го прослави своето книжевно полнолетство, гледате од прилогот на колешката Сандра Титизова. На 5 ноември годинава во издание на издавачката куќа Или, од печат излезе најновиот роман на Игор Ангелков Ветрилиште. Со оваа нова книжевна објава, авторот прославува неколку јубилеи. 10-та издадена книга, 5-тиот роман и своето книжевно полнолетство. 18 години од објавувањето на дебитантската збирка раскази Кротки приказни и сето тоа на неговиот 50-ти роден ден. Ветрилиште, почесто ветрометина именката ја слушаме и ја употребуваме во секојдневието, меѓутоа сепак овде се работи за книжевност, за литература и сакав да дадам една помистична варијанта на насловот и така испадна Ветрилиште. Знаеме дека ветрилото се храни со ветер и потребен му е за да се движи лево-десно, меѓутоа пак Ветрилиште е неговата спротивност. Доколку човек се најде во простор каде што е изложен на ветрилиште, тој сака да побегне од него. Главниот лик во Ветрилиште е Борис или писателот. Го именувам или Борис или писателот во зависност од ситуацијата во која се наоѓа. Борис во еден момент, колку и да е релаксиран во животот, колку и да има насобрано искуство зад себе, сепак се наоѓа во една точка, на едно ветрилиште, каде што се соочува со неговото минато, со сеќавањата, кои се секогаш добар и податлив момент за пишување на една книга. Потоа сегашноста не смееме да ја изоставиме, бидејќи живееме во сегашноста и мораме да размислуваме за неа, зошто сме овде, како сме стигнале до овој момент, и секако за иднината, некаква си перспектива, кога човек ќе дојде до одредена точка во животот, секогаш размислува како понатаму. Мислам дека во овие зборови, во овие реченици сублимира сето она што значи Ветрилиште, меѓутоа, доколку се загребе под површината на оваа книга, мислам дека читателите ќе најдат многу нови линии за следење на приказната, многу нови подтекстови. Обштествено-социјалниот момент во кој живееме овде, неизоставен дел од нашиот живот, секогаш тргнуваме од себе и јас како автор, меѓутоа и од луѓето во околината, од контекстот во кој живееме. Потоа градежната експанзија во градов и во државава. Дали да се замени или да се остане таа вечна тема која произлегува од контекстот во кој живееме. Забрзувањето на времето. Како луѓе секогаш, ќе се видиме утре, немаме време ни едно кафе да испиеме, да размениме муавет. Потоа човечноста, мислам дека ја изгубивме човечноста. Сите овие работи ми се чини дека ги содржи Ветрилиште и се надевам дека ќе бидат добар патоказ за читање на читателите на оваа моја јубилејна 10-та книга, 10-та објава. Секоја приказна треба да има почеток, средина и крај, но не секогаш по тој редослед, велеше Жан-Лик Годар. Овој роман кој се одвива за време на едно деноноќие, па дури ни толку, во животот на Борис, или ако повеќе сакате на писателот, не е експериментален во формата, туку си тече класично од почеток до крај, без поместувања во зацртаниот редослед, освен ако не се земат предвид постојаните размислувања и реминисценции во однос на нештата што се случуваат околу главниот протагонист, кои вешто ги испреплетуваат минатото, сегашноста и иднината, што работите ги прави неизвестни. Романизирајќи го сето она што сите го помислуваме или го премолчуваме, Ангелков останува доследно недоследен, свој, автентичен и изграден романсиер во современата македонска книжевност од последните речиси 2 децении. Оксиморонот доследно недоследен совршено го надополнува издвојувањето на несекојдневното за да се исцрта што пореално токму секојдневното, како негово творечко кредо.